Како е овој септември да не е се по-старо? Се вртиш во истиот проблем. Исцрпувачки, нели? Заглавеноста е непријател, а не некој порастано. Но како да излезеш од сето ова? Го создадов овој простор за тебе доколку ти се чувствуваш дека сакаш промена, а немаш поддршка, или доколку се чувствуваш осамено на патеката на излез од проблемот во кој што си. Можеби и не знаеш дека си во некаков проблем, но знаеш дека секојдневиево ти е неиздржливо. Но кој е излезот од сето ова? Под број 1. Дај му назив на кругот во кој што се наоѓаш. Кога ќе го дефинираме кругот во кој што не сакаме повеќе да сме, многу полесно се излегува од него. Па така, дај му назив. Земи дневник и запиши. Во кој круг се наоѓаш? Дали е тоа круг на грижи? Дали е круг на самосаботажа? Дали е круг на финансиска несигурност? Дали е круг на многу влошено здравје? Дај му назив на кругот. Проблем од кој што долго време не можеш да излезеш, само се врти и само се повторува. Едноставно сега е моментот да се прекине и да се излезе од тој круг. Дај му назив на кругот, не го осудувај, немај страф да го погледнеш. Бидејќи називот помага да се види во која заблуда живееш. Под број 2. Запиши ги овие 10 прашања и одговори ги. Верувај дека за 5 минути ќе ти дојде точно како начинот, точно како да излезеш од тоа. Под број 1. Што се преправам дека не знам? Негирање на проблемот те држи во заглавеност. Тоа што не сакаш да го видиш, тоа произведува заблуда. Свесноста на прифаќање каква и да е вистината, едноставно ослободува. Под број 2. Кој дел од себе се срамам да го покажам? Ова е најчесто делот од нас на кој што највеќе му треба љубов. На кого продолжувам да му простувам, само да не влезам во осаменост, чии постапки постојано ги прескокнувам, иако ме навредуваат. Останувам таму, само да не сум сама. Верувај, за твојот мир не треба да плаќаш со самотија. Под број 4. Најважното прашање. Ова е прашањето кое што не држи во повратна спрега. Кој е скриениот бенефит од проблемот што го имаш? Во кој дел од проблемот ти фактички уживаш и имаш некаква исплата? Каква корист имаш од проблемот кој што долго се вртиш? Што ти овозможува проблемот? Овие неколку подпрашања спаѓаат се во прашање број 4. Често се случува да имаме корист од проблемот, можеби ќе се прашаш како? Користа е што проблемот овозможува некои активности од кои што ти никако не сакаш да се откажеш. Пример, палење цигара. Ако палењето цигара нас не прави, барем макар многу мал процент задоволство и одмор, повлекување и изговор дека треба да се одмориме, ние нема да можеме да се откажеме од користењето и употреба на цигарите. Така да тоа е скриениот бенефит. Сите изговори се наоѓаат токму во тоа. Јас не можам со ова да престанам, фактички значи дека сум заврзана во проблемот и едноставно нема да се откажам од тоа се додека не бидам доведена до зид, односно додека не се е во прашање моето здравје. Ова е само еден пример како ти сама да го откриеш проблемот и од кој што имаш некаков скриен бенефит. Често се случува луѓето да се во болка и некаква болка да им овозможува бенефит за жал. Значи, некогаш и болката представува скриен бенефит. Можеби ова ќе ви звучи чудно, но некогаш ги задржуваме некои луѓе околу нас само и само дека доживуваме болка или сме во некоја ситуација безизлезна. Значи, заглавеноста во безизлезната ситуација нас не возможува некои луѓе
постојано да се околу нас и да ни обрнуваат внимание, да ни помагаат и така натаму. Може да биде било каква друга скриена корист. Подброј 5. Зашто ги обвинувам родителите, а јас го правам истото како и тие што го правеа? Верувај, раната станува навика ако не е исцелена. Подброј 6. Каде во мојот живот чекам некој да ме спаси? Верувај, никој не доаѓа и никој нема да го реши твојот проблем, од проста причина што на сите нас не се доволно комплицирани животите и едноставно не можеме толку да обрнеме внимание на сите луѓе околу нас. Никој не доаѓа и верувај, тоа е твојата моќ. Едноставно, кога еднаш, два пати, три пати ќе научиш да излезеш од некаков проблем, лесно и понатаму ќе се справуваш со сите проблеми кои што по животот доаѓаат. Број 7. Која граница не ја поставувам и зошто е тоа така? Не поставуваме граници бидејќи ги сакаме луѓето и едноставно немаме сила во нас да поставиме стриктна граница. Но верувај, токму непоставувањето на граници создава да бидеш експлоатирана токму од нив. Број 8. Прашање број 8. Кој момент почнав да верувам дека сум потполно небитна? Кој момент почнав да верувам дека мојот глас е неважен? Најди во кои моменти и пред кого молчиш и врати се наназад на почетокот, на потеклото на овој проблем, да молчиш, каде ти прв пат почна да молчиш и почни да проговоруваш. Прашање број 9. Која верзија од себе сакам и понатаму да ја заштитувам? Во новата ера нема место за наши стари верзии, така да работи на прогресот. И последното прашање, што се плашам дека ќе се случи ако настане промена? Која е таа несигурност од која што јас се плашам? Всушност, стравот од раст е страв од непознат мир. Значи ќе дојде момент кога проблемот ќе се реши и ти ќе бидеш во еден мир во кој што можеби не си ненавикната. Процес број 3. Утврди точно што сакаш. Повеќето луѓе не знаат што сакаат. Може би ова ќе ти звучи чудно, но кога ќе седнеш да дизајнираш твојата идна верзија, верувај, ќе најдеш на проблем. Што точно сака? Бидејќи сакам и ова, сакам и она, сакам да го задржам и старото, го сакам и новото и така натаму. Значи мора да има некаква точна дефиниција. Твојата идна верзија бара точни детали, па затоа прашај се себе. Утврди точно што сакаш, бидејќи можеби не ги сакаш парите, туку ја сакаш слободата. Можеби не сакаш партнер, но сакаш поврзаност и блискост. Можеби не бараш успех, но бараш да си битна, важна, уважена, почитувана. За да се промени реалност, се бара точна визија, не врзано која возраст се наоѓаш и во каква ситуација се наоѓаш. Колку и да е лоша ситуацијата и покрај се како е битна е визијата. Што се случува со нашиот ум и нашата подсвест? Доколку ние немаме визија. Доколку не си ја бркаме нашата идна верзија, секогаш ќе упаднеме во замка на туѓи планови и креирање на туѓи идни верзии. Доколку не знаеш каде одиш и не си ја гледаш патеката, секогаш ќе одбираш патеки по случајност. На крај сето ќе заврши со неуспех и по туѓа волја, бидејќи ти немаш точна дефиниција на твојата идна верзија. Која и возраст да си, небитно. И многу години да имаш, и малку години да имаш, потребен е план, бидејќи без план умот запаѓа во ентропија. Односно, јас веќе неколку пати го објаснував овој закон на универзумот, законот на ентропија, односно,
кога ние немаме фокусирано каде одиме, без разлика повторувам на која и ситуација и да е и која возраст и да е, која здравствена, финансиска, било каква ситуација, и мора да имаме некаква идна верзија. Доколку немаме идна верзија, веднаш упаѓаме во законот за ентропија, односно хаотичност и случајност. Се надевам дека ти не си тука случајно и не го гледаш видеово случајно. Сметам дека го гледаш истово и истиот материјал, бидејќи веќе не сакаш случајности. Процес 4. Кои микрочекори, значи кои мали чекори, ќе ги започнеш уште од денес или од утре? Што лесно можеш да направиш на патеката кон веќе дефинираниот прогрес? И последниот процес, трите замки во кои што скоро сите упаѓаме при процесот за излез од кругот во кој што сме. Замка број 1. Ке направам, ке одлучам кога ќе имам време. Никогаш нема да имаш време. Нема да имаш време, бидејќи автопилотот и секојдневните обврски ти ја земаат речиси целата енергија. Буквално треба да запишеш, да блокираш во твојот распоред некои обврски, да ги прекинеш за да почнат некои нови активности. За промена и излез од проблемот, излез од секојдневниот круг, потребно е блокирање на одредени и распоредување на активности што ќе ги правиш. Дополнителна помош за ова прашање. Поважно е да одредиш што нема повеќе да правиш, отколку точно што да правиш. Откачување на некои претходни обврски и замена на тие активности со нови треба да е приоритет број 1. Замка број 2. Ја одложуваш секоја нова активност, бидејќи се чувствуваш несигурно. Да ти кажам една мала тајна. Никој пат нема да се чувствуваш сигурно. Едноставно, треба да се оди рака под рака со несигурноста. Бидејќи сигурноста доаѓа откако ќе настане промената. Замка број 3. Се помируваш со помалку. Пред да донесеш било каква одлука за излез од проблемот или промена на твојата реалност, прашај се: дали оваа активност што планирам да ја направам ќе ги прошири моите видици, ќе го збогати мојот вредносен систем, ќе ми допринесе добробит и благодет, или ќе треба со оваа активност некако да направам компромис. Откако ќе направиш точна поделба, определи се за тоа што те носи во изобилие. Некогаш не и само материјално, зборуваме за различни типови на изобилие. Се надевам дека овие 5 процеси ќе ти помогнат брзо, лесно и експресно да размислиш и да донесеш нови одлуки. Со вакви процеси и нови учења, секако се гледаме последното видео. Имајте убава недела.